Здраво, возрастни! Големо поздравче за топло добре дојде во Слушнете не! Ве поздравувам од се уште снежната Битола под Перистер, најјужниот град во Македонија, ама и често најснежен. Топлината во нашите душички ќе ја одржеме со љубов, се разбира. И тоа е љубов од изворот, од срцата на жените во човештвото. Ослободете се и бидете со нас. Полетуваме! Zdravo Noela, јас се викам господин Марсето. Доаѓам по мир, јас сум од Марс, јас сум земјанин и ги фаќам радиобрановите Аукло ФМ и го сакам вашето радио шоу, слушнете не. Ајде, рака да си пружиме. Ајде, цел ден да се дружиме. Кој што ние ке посакаме да биде сиот свет. Децата на прво место да се знае ред. Силно да викнеме, сите да ги викнеме, па да се смееме, заедно да пееме. Силно да викнеме, сите да ги викнеме, па да се смееме, заедно да пееме. Силно да викнеме, сите да ги Ајде, Славечиња, ајде, сите заедно! Ајде заедно да пееме! Силно да викнеме, сите да ги викнеме, па да се смееме, заедно да пееме, па да се смееме, заедно да пееме. Ајде! Бабо, што сум ја за тебе? Сонце, може и повредно од сонце. Мамо, што сум ја за тебе? Јагне, душичка, пајче, коконче, најмилото што си го сакам со цело срце. Си ги имам сите состојки за живот, љубовта на моите најмили. А и мене си ми сонце. Јеј! Јупи јеј! Читаме стихови од супер мама Љупка Јошевска Атанасова. Започнуваме со раѓањето, се разбира. Со раѓањето на секое бебе, ново мало сонце изгрева, ново изворче на животот се излева. Детските очиња се сјајни, оти ги знаат најголемите животни тајни. Со широко отворени срца во секого гледаат, љубов и доверба даруваат, никого не осудуваат.
Секој што ќе го сретнат, целосно го прифаќаат. И звездите со својот спокој и безгрижност ги дофаќаат. Оти со својата чистота, само што е добро знаат. И убавината, и во најлошиот од нас ја препознаваат. Открив дека кога гледаш во твојата мајка, всушност гледаш во најчистата љубов која што некогаш ќе ја имаш. Мич албум. Што ночите смирени, светлини ќе згаснат, во топлите постели, дечињата растат. Што ночите смирени, светлини ќе згаснат, во топлите постели, дечињата растат. Знаат само звездите над покривот си, ако не верувате, прашајте ги нив. Знаат само звездите над покривот си, ако не верувате, прашајте ги нив. Светлана Петковска е мојата следна соговорничка. Таа е активист за жените на сите начини во својот живот. Таа е моја комшивка, баба на Хелена и Макс и мајка на Марија Магдалена. Сите уникатни и убави на свој начин. Баба Светле ќе ни опише за жената низ времето и како таа постојана борба за своето место под сонцето и во овој живот означува напредок на сите нас. Слушнете ја! Март е месецот на убави празнувања. Едно од нив е празникот 8 март, меѓународниот ден на жената. Македонија го одбележува, секогаш сакам да кажам, не го празнува, туку го одбележува меѓународниот ден на жената. Што тоа значи? Значи дека во минатото жената ги немала истите права и можности кои што ги има денес. Токму затоа морала да се обедини во здруженија, во друштва, во организации, за да покаже на светот, на околината, на местата во кои што живееле, дека и тие треба да ги имаат истите права како другиот пол, тоест машкиот пол. Токму затоа жените се организирале и кажале дека и ние сме дел, парче од земјината топка, од нашите држави, од нашите простори. Едноставно, жената била онаа која што требало да биде во домот, со децата, околу куќата и можеби ништо повеќе. Со текот на годините, поготово со завршувањето на Втората светска војна во 1944-45 година, значи некаде 80 на години пред денешно време, жената почнала најмногу да осознава, почнала да го покажува своето вистинско постоење и почнала да прави се она што општеството и заедницата, не само тие го бараат од неа, туку и да покаже што таа може кон тоа општество да даде. Токму затоа, ако во 1944 година жените биле поголемиот дел од неписмено население во државите, вклучувајќи ја тука и нашата држава Македонија, почнале на почетокот да се описменуваат. Многу жени активистки оделе по тогашните села и градови и правеле активности за описменување. Замислете,
описменување на жените. Значи, не само на дечињата од 7 години натаму, туку и на жените. Ги учеле како да правилно ги третираат своите дечиња, како да ги мијат, како да ги капат, како да им готват, како да ткаат, како да ги облекуваат, бидејќи индустријата во тие години, во тие времиња не била развиена како што е денес и не било можно да отидеш до продавницата и да си купиш панталони, кошула, торбе, чанте или било што. Жените биле тие кои што се грижеле сето тоа да го има во нивниот дом во изобилство, за да можат дечињата и цела фамилија, значи вклучувајќи ги тука сопрузите, татковците, мажите, да бидат вклучени во семејството. Со текот на годините, жените ги надградувале своите можности, па почнале да студираат многу повеќе факултети, средни школи прво да завршуваат, бидејќи дотогаш многу малку од популацијата на жените учела, многу малку напредувала во струки. На прстите на двете раце се бројат жени кои што отишле да студираат во странство, бидејќи кај нас се уште немало високообразовни институции, за да се вратат тука како дипломирани. Денешното време е сосем поинакво и на жените им нуди исти можности како што имаат мажите. Работата е само која жена ќе се одважи да ги земи тие можности и да покажи што се таа како индивидуа може. Сакам да им го честитам на сите жени Меѓународниот ден на жената 8 март и да им кажам една моја мисла дека тие ги имаат истите можности и истите права како и мажите во нивниот дом, во нивната околина, во нивната држава, само треба да се зафатат, да си стават своја цел, своја патека по која ќе одат до таа цел и сигурно дека успехот нема да изостане. Среќен 8 март, драги жени! Ќе земам скалата на пете, да се качам на покривот крив. Ќе биде добро ако не дува ветре, ако не дојде облак од сив. Небесна звезда во дланка ќе земам, ќе и кажам што желба имам. Сондар цирне додека спие, да ми каже кого го крие. Некоја вечер скришно да појде во сонот незин, таа да дојде без да ја будим, додека спием, да види кого во сонот го крие. Некоја вечер скришно да појде во сонот незин, таа да дојде без да ја будим, додека спием, да види кого во сонот го крие. Никој на светот не може да го замени местото на твојата мајка. Без разлика дали сте во право или грешите, од нејзино гледиште вие секогаш сте во право. Таа може да ве прекори за малите нешта, но никогаш за големите. Хари Труман. Некоја вечер скришно да појде во сонот незин, таа да дојде без да ја будим, додека спием, да види кого во сонот го крие, да види кого во сонот го крие. Ви
од Албанија која има свој YouTube канал за сите луѓе од светот што сакаат да го учат албанскиот јазик. Ни објаснува која е традицијата за денот на жената и соодветниот поздрав. Gëzuar festën e nënës. Happy Mother's Day. And you can give her një parfum, a perfume, një buqet me lule, a bouquet of flowers, një puthje, a kiss, një përqafim i ngrohtë, a warm hug. Okay? So again, for all the mothers, gëzuar festën e nënës. Goodbye, mirupafshim. Нашиот економист-оптимист Џан Јусуфовски од село Канатларци има поздрав до нашите баби, тетки, жени, сестри. Од срце се разбира. Слушнете го! Merhaba, ben Can Yusufovski. Birlepe'ye bağlı olan Kanatlar Köyü'nde yaşıyorum. Birlepe'de Ekonomi Üniversitesi'nde okumaktayım. Ve buradan bütün annelerimize, teyzelerimize, bütün kadınlarımıza selam olsun. Hepsini öpüyorum. Супер мама Љупка Јошевска Атанасова го става мајчинството на пиедестал, на трон. И единствено тоа заслужува да биде таму. Денес јас сум мајка и тоа е најважно. Поважно и од најуспешната кариера. Поважно од секој вртоглав успех, па и од секој пораз или бариера. Утре и во некој следен ден децата ќе научат сами да одат и нема да им требаат мајките за рачиња да ги водат. Ќе почнат да ручкаат, па и да си готват сами и нема да им треба и за тоа мами. Ќе можат да си заспиваат сами, без да се гушкаат и лулаат со мами. И утеха кога ќе плачат и страдаат, може би нема што пораснато од мама да побараат. Утре и во некој следен ден ќе ги рашират своите крилја и ќе ја пронајдат својата љубов најсилна. Ќе има некој друг што повеќе ќе ги смее, што срцата ќе им ги топли и грее. Денес јас сум им дом и небо и почеток и крај. Јас сум целиот нивен свет знај. И затоа денес јас сум мајка. И тоа е најважно. Не ме прашувај што друго во животот правам. Не ме прашувај што друго покрај мајчинството градам. Смислата моја пронајдена е. Мајка сум и тоа најважно на светот е. Јас сум Филип Велјановски, живеам во Битола, учам во Елпида Караманди, ќе зборувам за денот на мајката. Ментор е Александар Адамовски. Ајде да започниме. 8 март се ближи, денот на мајката иди. Мајката е како нежно цветче, што се уште нема процветано. Мајката е како сонце на небото, како звезда што сијае. Мајката е како топло ветре. Мајката е блага како локум. Мајката е мека како памук. Така е, Филип, сите тие описи со многу љубов ја опишуваат мајката. Со насмевка нежно ме погледнува, нејзините очи силно блескат. За мене е една и единствена, како тајна што ја кријам. За мојата мајка пеам стихови, наискрени чисти детски зборови. Со неа учам и се радувам на сета љубов што ми ја дава. О, колку ја сакам. Мојата мајка. Бог не може да биде насекаде, па затоа ги создал мајките.
мајка е мој херој. Таа ме инспирираше да сонувам кога бев дете. Па секогаш кога некој те инспирира да сонуваш, тоа треба да е твојот херој. Тим Мегро. Истражив и издвојувам неколку супер мами од светот на животните. Како правя бувчињата. Аха. Животинското царство е преполно со извонредни родители. Важно е да се запамети дека луѓето не се единствените кои преземаат извонредни чекори за заштита, негување и одгледување на своите млади. Животинското царство е преполно со мајки кои одвојуваат време да ги научат своите бебиња како да најдат храна и да се заштитат од опасностите. Еве еден поглед на 5 извонредни мајки од животинскиот свет. Орангутан. Врската помеѓу мајката орангутан, односно орангутаница, и нејзиното младенче, односно орангутанче, е една од најсилните во природата. Во првите 2 години од животот, младите целосно се подпираат на своите мајки и за храна, и за превоз. Аха, каков превоз? Ми текна, на грбчињата му стојат на мајките. Кај оди мама, таму оди и бебето. Ми личи на сите човечки бебиња исто така. Мајка ми има раскажувано за една од најубавите спомени, каде што јас седев како мало мајмунче на неа. Мајките остануваат со своите младенчиња од 6 до 7 години, учејќи ги каде да најдат храна, што и како да јадат и техниката за градење место за спиење. Познато е дека женките орангутани, сушност орангутанки, ги посетуваат своите мајки додека не напудат 15 или 16 години. Да, така е. Треба да си ги посетуваш своите баба, дедо, мама, тато. Поларна мечка. Обично раѓаат младенчиња, близнаци, кои се држат покрај неа околу 2 години за да ги научат потребните вештини за преживување во студената клима. Мајките, копајки дувло во длабоките снежни наноси, создаваат простор заштитен од стихиите. Тие обично се раѓаат помеѓу ноември и јануари, ги одржуваат младенчињата топли и здрави, користејќи ја топлината на телото и млекото, со еден збор бушкање. Младенчињата го напуштаат дувлото во март и април за да се навикнат на надворешните температури пред да научат да ловат. А
Африкански слон. Кога станува збор за африканските слонови, новопечената мајка не е сама што ги води своите младенчиња. Слоновите живеат во матријархално општество, така што другите женки во социјалната група му помагаат на младото да застане на нозе по раѓањето и му покажуваат на бебето како да оди и да пие млеко. Постарите слонови го прилагодуваат темпото на стадото, за да може младото да продолжи да чекори. Малото учи кои растенија да ги јаде и како да им пристапи. Матриархат, патриархат. Бувчето ми падна. Царски пингвин. По снесувањето на јајцето, мајката, царска пингвинка, го остава со мажјак, која штити кревката тврда лушпа од стихиите. Мајката потоа патува и до 50 километри, за да стигне до океанот и да лови риби. Подоцна се враќа на местото на својот дом, за да им ја врати храната на новоизведените пилиња. Пиу, 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 пиу. Користејќи ја топлината на собствената торбичка за потомство, мајката го одржува пилето топло и безбедно. Има видено на телевизија, мајката го држи малото пингвинче измеѓу своите нозе и се лизгаат на мразот малку по малку. Или во торбичката. Јас имам некој што се грижи за мене, кога сум излезе на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој што ми се воскитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Се случи преку ноќ, како да те пратил Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже фала ти, зашто ли заслужи, ке те затоплам ко дом, така ни е студено, ке те прегрнам ко кунда, ако ти е студено. Може фала ти, што те затопли. Јас имам некој што се грижи за мене, кога сум излезе на вечер. Мајката е она личност која може да го замени местото на секој, но чие место никој друг не може да го земе, една е мајка. Непознат автор. Јас имам некоја што е толку многу срцкаста, цела средена на фрцкана, убава е ко нацртана. Јас имам некој кому му се радувам, пера ми оправдувам и да се лути кога навечер заглавувам. Мојата мајка беше најубавата жена која некогаш сум ја видел. Се што сум денес и должам на мојата мајка. Го припишувам мојот успех на моралното, интелектуалното и физичкото образование кое што го добив од неа. Џорџ Вашингтон. Јас имам некој што ми се воскитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некој. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло ФМ Битола. Мајката е најдобриот пријател, филозоф и водач. Таа
Таа е многу повеќе од бестрашна жена. Таа е дури повеќе од учител и е најдобрата личност во мојот живот. Непознат автор. Еден мој таен агент, професор по македонски јазик, ќе ве поздрави со жената мајка од историјата. Она на Григор Прличев. За овој светол пример, слушнете го! Здраво, Наела! Јас сум Владко Стојковски, професор по македонски јазик. Воедно и автор на книгата Записите на учителот. А во чест на сите мајки кои ја следат твојата емисија, би сакал да прочитам нешто од мојата книга што мислам дека ќе одговара на оваа пригода. И секако, поздрав до твојата прекрасна емисија Слушнете не. Извадокот се однесува на една позната македонска историска личност, тоа е поетот Григор Прличев, поет и учител од македонската преродба, и се поврзува токму со неговата мајка која што за него била светол пример. Мислам дека преку незиниот пример сите ние ќе бидеме воодушевени, а воедно ќе пронајдеме сличности токму со нашите мајки. Освен ликот на Григор, посебен впечаток ми остави ликот на неговата мајка. Таа храбра жена работела непрестајно во куќите на богатите семејства во Охрид, за да го издржува семејството. Григор за неја пишува со голема љубов, но и длабока тага, бидејќи не можел да ја издржи сликата кога ја гледал како на своите изработени раменици го носи тешкиот товар од испрани јамболии. Често се обидувал да ја помогне, но таа љубезно го одвраќал од неговата намера со изговор дека не личи ученици да работат аргатска работа. И мама ме подсетува на Прличевата мајка. Откако останавме без татко ми, таа работи на туѓите полиња со тутун за да не истражува мене и бато. Приквечер се враќа уморна, но секогаш има време да разговара со нас и да се интересира како напредуваме на училиште. Слично како и неговата мајка, и таа не подучува дека човек само со труд може да се истигне себе си, а преку мрзата да биде понисен. Некогаш ја забележувам како навечер седи покрај прозорецот и тив корони солзи по тато. Но тоа го прави внимателно, бидејќи не сака да не растажи нас. Наутро повторно не пречекува со ведрина и чиниш дека изгреј сонцето се пресликало на нејзиното лице, бидејќи и самата често знае да рече: се си има свое време. Време кога се тагува, но и време за радост. Време кога се зборува и време кога се молчи. Време кога се љуби и време кога треба да се биде сам. Секогаш ме подучува дека синот е огледало на мајчиното воспитание, утеха во нејзиното разочарување и топлина за нејзиното срце. После вечерата знае и да каже: сакај го, сине, братот свој колку и мајка ти вдовица. Утеши го оној кој страда и знај дека дошто човек постои, тој е твој брат. Твојата преградка е нежна, во неа јас сум безгрижна. Насмевка и поглед, како сонцето влезе. Светот мој е штом се насмееш. Цел ден си покрај мене ти, за било што ми треба тука си. А кога ноќ ќе дојде, ти ми шепотиш и во сон ќе ме испратиш. Добра
Јас си интервјуирав соработнички и соработници од сите возрасти. Не ќе се лимитирам само на една возраст. Господјата Светлана Папачек ќе ни каже за еден свечен и важен чин во животот на жената, кога таа е невеста. Слушнете ја! Му ги дупна в ушите на сите камши. Здраво, Ноела. Јас сум Светлана Папачек, поетеса и писателка. Родена сум во Скопје, а љубовта ме донесе во Битола, во градот на конзулите. Пишувам уште од најрана возраст. Мојата прва љубов е поезијата. По повод празникот 8 март, Меѓународниот ден на жената, ќе ве почестам со една моја песна и на сите жени им го честитам празникот. Невеста. Облечи руба свилена, скри ја голотијата, тело засечи и очи. Руба извезена, даровна, свадбена. Скри се од погледи, гради бујни младешки, спремни пород да надојат. Заврзи шамија цветовна, покри коси разиграни, покажи лице убаво, очи сини небесни, усни крв црвени. Венчај се со љубов. Опаши колан невестински. Обеси гердан украсен, тежок, животен. Носи се со бремето, живот семеен, пород. Стави си прстен венчален. Жена, не девојка. Мислите дека патував само низ историјата и возрастните и животинските видови? Не! Бев и на Марс! Со вселенскиот брод што го направивме со Ангела. Таму го интервјуирав господин Марсито. Па еве што ми кажа. Здраво, Ноела, јас се викам господин Марсето. Доаѓам по мир, јас сум од Марс, јас сум помземјанин и ги факам радиобрановите Аукло ФМ и го сакам вашето радиошоу, слушнете не. You speak British Macedonian, Mr. Marseto, речи? Свеќено сум ми Март, а сите жени на планетата Земја. На Марс има жени кои создаваат живот и го одржуваат с љубов. Ги почитуваме како најскапоцени живи суштества. Треба да го направиш и тоа. Поемхиткен подпевинц во вјорцикен се фрло. Тоа треба да го правите и вие луѓето. Се замисливте малку, нели? Па ова е чичкото што ги чита преведените текстови од Google Translate. Пробајте го, интересен е! Еден балон алов се до Марса вивнал, таму атерирал, зашто ветрот стивнал. Пратиле ракета назад да го врати, Арно ми е овде, тој порака пратил. Толка пат јас минав, назад не си идам, останувам овде, Марсовец ке бидам. Толка пат јас минав, назад не си идам, останувам овде,
Се сеќавате на мојата другарка Ана Мунди? Епа таа си расте и си напредува, а за овој пат ни прати прекрасни мисли и ревносен поздрав до жените. Слушнете ја! Здраво, Ноила! Здраво, драги другарчино и возрастни! Ме поздравува Ана Мунди. Би сакала по повод денот на жената, 8 март, да упатам честитки на сите жени, на сите мајки, баби, тетки, стрини, наставнички, професорки и така натаму. Да не набројувам. Бидете ми здрави, живи, среќни секогаш, радост и топлина во срцето секогаш да имате, затоа што тоа го заслужувате, не само денес, туку секој ден. Ние, децата, ви благодариме затоа што се грижите за нас, не учите, делите љубов, насмевки, радост. А посебно ви благодариме на нашите мајки, на нашите кралици, на нашите шампионки. Нашите мајки се наша среќа и љубов. За секој е најдобра својата мајка. Мајката е наш прв пријател, најдобар, наш најверен. Нема ништо толку моќно како мајчината љубов и ништо толку лековито како детската душа. Заедно ја прават хармонијата и среќата. Мајчината насмевка е преградка за нас. Мили мајки, вие сте поскапоцени од целото богатство на светот. Ве сакаме и ви посакуваме да сте секогаш среќни со нас. Уште еднаш, среќен 8 март на сите жени. Слушнете не, на Укло FM. Чао, драги пријателчиња, чао, возрастни, ве сакам. Мојата мајка ми даде живот и никогаш не побара ништо за возврат. Тоа е нејзината тајна, знаете, секогаш дава без да очекува нешто за возврат. Таа е константа, како изгри сонцето, месечината, звездите. И јас сметам на неа. Низ годините таа ми помага да го пронајдам својот пат, при тоа правејќи го тоа со насмевка и љубов. Постојат некои нешта кои што само мајката може да ги направи. Непознат автор. Кога ќе речам непознат автор, мислам на човештвото. Луѓето го пренесуваат од колено на колено. Тони бомбони макарони од Билбао ни прати поздравче. Таа е мајка, сопруга, пријателка, косонувачка и преполна со љубов и сила за своите најмили. Lúsnetene. Hola Noela, soy Toñi de Bilbao en España y soy amachu de Xavi, que tiene 21 años y está en Cracovia, y de Yune, que tiene 18 años, y soy la esposa de Fran y muy amiga de tu ama y co-dreamer con ella para cambiar el mundo a mejor. Quiero agradecerte todo tu trabajo para este día mágico para crear el Día de las Mujeres en el mundo. Mis saludos desde este País Vasco. Hasta luego. Се сеќавате на мојата пријателка Наталија од Украина со своето посебно дете со посебни потреби. Потреби и посебни муки, Тихон и Мартичка Тортичка? Како и обично, ќе ги повикував да ми снимат нешто за жените, бидејќи тие живеат со цела душа. И што се случи? Војна! Сега се наоѓаат во скривалиште, а над нив експлодираат бомби. Наталија ни кажа дека има и луѓе кои што се нивни сограѓани, а убиваат свој. Војната, луѓе, војната! Зошто ја повторувате? Сите страдаат и жртвуваат. Кој добива? Жени, мајки, како да преовладаме со љубов и почит, мир и разбирање? Еве, слушнете ја Наталија и нејзината соседка.
која гушкајќи го своето девојче стои пред распламтената куќа и праќа абер колку им е тешко. Скажи туда Путину спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас теперь есть где жить. Ты царь и бог. Зато Мы тепло в Харькове. зимой. Мы живем в Харькове. Запомни. Imam zboroj da otvoram carski dvorovi. Imam sila da zapalam svetli od novi. Imam ljubav za sve koje dete što nema dom na ovoj svet. Zašto Bože to da se slučuva? Imam solzi da napolnam medno jezero. Imam duša da ispolnam telo nebesno. Imam ljubav i sone ja možem na nebo to stig da napišam. Oci te deca, ja spora kad tebi ostavam. Dosta ste vojni, si te puški prlete, eve cvetje zemete i daj zaprete, deca Božji, dajte mi mir. Dosta ste vojni, dajte da se družime, raka da si pružime. Daj zaprete, deca Božji, dosta ste vojni, si te puški prlete, eve cvetje zemete i daj zaprete, deca Božji, dajte mi mir. Ова е Слушнете не на 90,8 МГц. Укло ФМ Битола. Нашиот писател Горијан Петревски, а мој најспецијален таен агент во светот на возрастните, кој што има специјална картичка за постојан влез во светот на младите и се шета наваму натаму преку своите творби и дела, ми се сними. Да, еве го. Слушнете го. Слушнете не, слушнете Ануела, но овој пат слушнете ме и мене. А дојде 8 март, тогаш честитки за сите мајки, честитки за сиот женски род. А овој пат поздравот ќе го испратам со 3 мои песни посветени на бабите. Тие се од мојата стихозбирка Татковата прва љубов. Првата песна Дедовата изгорна љубов. Го прашувам дедо ми, го молам да не ми се подсмева, да не ме лаже. Каква била изгор љубовта негова, би сакал да ми каже. Подмустај дедо тајно се смешка, додека под липата во спокој си седи. Но одеднаш тој отвора срце и почнува по фалбена за изгорот свој да реди. На прозорец кога стоеше, во мене кога гледаше, беше златна, беше насмејана
во срце во сета разлеана, со коса развеана, коса како свила, никоја друга, туку баба ти мила. Втората песна, тајната на бабиниот ковчег. Во бабиниот ковчег, полн со облека од срма, многу нешта се кријат. Во бабиниот ковчег многу тајни од дамнина спијат. Таа го заклучува, вез ден нешто крие, а јас сакам се да знам. Ќе го отворам еднаш, кога ќе бидам сам. Енеа баба ми надвор, со жените малски, под дрвото седат влад. Во ковчегот нејзин открив дедова слика, кога бил млад. Ех, писателе, колку интересни творби за заљубените баби. Сигурно кога биле млади, биле многу заљубени. А може би и се уште се. Третата песна, баба ми раскажува за првата љубов. Првата љубов е најубава затоа што трепереш од возбуда, држејќи се рака за рака. Но знај, чедо, грешат оние што мислат дека во животот само еднаш се сака. Најсилна е љубовта, срцево му е добро знае, добро виде, со оној што сака, другар, довек да ти биде. Ви благодарам, драг писателе, и на поздравот и на пораката. Градењето до животно партнерство е вистинската цел. И само така жените и мажите создаваат заедно и со љубов. И јас ке се надоврзам на оваа наша мисла. Мамо моја, бабо моја, наставнички мои и сите најубави жени на светот. Ве гушкам и ве сакам со цело срце. И мојата душичка ја галат вашите милни очи. Моја душице, душо најмила, очи зелени што си сокрила. Моја душице, што си румена, каква тајна криеш, душо, ружо црвена. Дождот лие, градот спие, а јас немам сон. Дали сонцето ќе дојде пак во твојот дом? Само еден збор и еден зрак на лицето, и на небо ќе се јави виножито. Утре мора да и кажам, прекрасна си, не те лажам. Моја душице, душо најмила, очи зелени што си сокрила. Моја душице, што си румена, каква тајна криеш, душо, ружо црвена. Моја душице, душо најмила, очи зелени што си сокрила. Моја душице, што си румена, каква тајна криеш, душо, ружо црвена. Што да речам, да ја спречам, да не тагува, кога не знам што ја мачи, што ја радува. Барам нежен збор и еден зрак на лицето, за на небо да се јави виножито. Утре мора да и кажам, прекрасна си, не те лажам. Моја душице, душо најмила, очи зелени што си сокрила. Моја душице, што си румена, каква тајна криеш, душо, ружа црвена.
Волшебен поздрав, магична прашинка. Звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не. Vorradni zori dođa, sonežem bakneš da me razbudi, po glava da me pogali, soše pod da me razneži. Ta je moja mamička, me saka najveke na svet. Me čuva kako sneguka, vetro zada ne me ode. Nema ništo posvako od patne žotna mama, što me patne deke ne su tažna. Nema ništo posvako od patne žotna mama i ljubov ta što mene mi ja dava. Со вас беа тонска реализација Љупчо Светковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, на магистар Сонјата Дарова-Груевска и јас Ноела Начковска, петта оделенка од Елпида Караманди Битола. Големо, поздравче! Ова го забрзав максимално. Големо, поздравче! Секогаш за добар сон мама бајки ми раскажува, на крајот вели добра ноќ и ме вакнува. Та е моја мамичка, ме сака највеќе на свет. Ме чува како снегука, ветрот за да не ме оде. Нема ништо посвако од патне жотна мама, што ме патне веќе не сум тажна. Нема ништо посвако од патне жотна мама и љубовта што мене ми ја дава. И љубовта што мене ми ја дава. Укло ФМ Битола, март 2022 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло ФМ Битола.